Национална безбедност или слобода на медиумите? Се косат ли законите за национална безбедност со слободата на говор и слободата на изразување? Посериозниот пристап во борбата со тероризмот често подразбира и поинаква безбедносна легислатива и административни процедури. Тие на крајот може да ги засегнат и медиумите во смисла за делумно контролирање за тоа како ги покриваат темите, настаните поврзани со тероризмот и насилниот екстремизам. Таа соработка според мене треба да се темели во основа на времено информирање, редовни состаноци, редовни брифинзи, заедничко договарање и што помалку шпекулација и сензационализам. Посебно важно е прашањето на градење доверба меѓу новинарите и институциите. Размената на навремени и квалитетни информации меѓу државните институции и новинарите ќе придонесе за прецизно информирање на јавноста, како и за градење на механизми за унапредување на системот за заштита на државата и безбедноста на граѓаните. Предизвикот е многу сериозен и секој чинител е должен да постапува со особено внимание и висок ниво на професионализам, притоа грижајќи се за својот личен и професионален интегритет. Во тие случаи најдобро е да постои интегриран, еден центар за информирање, за да се избегне давање различни информации, што дополнително би придонело за создавање хаос и паника. Новинарите се ставени во неблагодарна позиција во таква ситуација, да од една страна сакаат да објават нешто што би било сензација, нешто што би им донело и слава и гледаност, и би подобрило популарноста на медиумот во кој работат, меѓутоа на долг рок таквата краткорочна добивка може да биде комплетно засенета со загрозување на одредена истрага или определени акции кои би сакало Министерството за внатрешни работи и соодветните агенции да ги преземат во однос на потенцијални или терористички групи. Одговорот на државата не смее да биде ист и со иста жестина како и насилните напади. Државата е организирана, одговорна сила, признаена во меѓународниот правен сообраќај, а не терористичка организација. Трагајќи по информации, новинарот може да биде и обвинет од државните сили за недостаток на патриотизам. Например, да се доведува во прашање страната која ја брани новинарот или лојалноста кон државата. Но на прво место кај новинарот е лојалноста кон граѓаните. И тоа не е професионален егоизам, туку осигурување дека пренесените информации секогаш се проверени и точни.